Двегодишниот мандат на градоначалникот Иван Јорданов единствено што го карактеризира се различни афери и основани сомненија поврзани со негови блиски луѓе и со партици, изнесоа на пресденесот СДСМ. По скандалот со секретарот на општина Штип, Вишна Шорова Ангелова и нејзината дивоградба, скандалот со јавната набавка во детската градинка Астибо, скандалот со проневера на нафта, во кој што беше вмешан близок човек на Иван Јорданов, во јавноста се проширија информации за нов обид на градоначалникот Јорданов да ги задоволи потребите на своите партиски луѓе, но и луѓе со кои што има роднинска врска. Имено, во јавното предпријатие ИСАР, јавната набавка за храна ја има добиено фирма во која што близок роднина, или поточно зет за ќерка, е лицето Методи Јорданов, чиј што кум му е токму градоначалникот Иван Јорданов. Затоа, како советничка група на СДСМ и коалицијата, во наредните денови ќе поднесеме пријава и ја повикуваме Државната комисија за спречување корупција да го истражи случајот. Дали постои основ за судир на интереси? Од кабинетот на градоначалникот Иван Јорданов на денешните обвинувања одговорија со препораки. Наместо манипулативни пресконференции, веднаш да поднесат пријава, во исто време ги охрабрувам. Да поднесат пријава за сопругата на Јане Миланов, зашто се уште ги нема вратено украдените пари од касата во физикална терапија, за кое дело е условно осудена и како неговата ќерка е поставена за управител во Црвен крст Штип. Да поднесат пријава за семејството Бочварски кое добива тендери, гради стамбени згради и произведува струја. Да поднесат пријава за сопругата на директорот на затвор Штип Мики Тодоров која е поставена раководител на сектор во управата за јавни приходи регионално деление Штип. Да поднесат пријава за Никола Тушев, поставен како начелник на инспекцијата во управата за јавни приходи регионална дирекција Штип како зет на министерот Бојан Маричич. Одговорија од кабинетот на градоначалникот Иван Јорданов.